Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон сад. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Во наредните 8 минути со вас ќе биде Јане Бојаджиевски. Грчката криза со задолженост продолжува да ги бранува финансиските пазари и предизвикува загриженост за прелевање врз други земји. По наглиот вчерашен пат на американските берзи, европските главни стокови индекси. Петокот забележа проблематичен почеток во тргувањето. За ова на почеток на вестите. Берзите во Лондон, Париз и Франкфурт го започнаа тргувањето со 1 до 2% пониско, но подоцна забележаа подобрување. И азиските пазари на акции доживеа пад петокот. Американските стокови пазарни индекси пак се накачија за половина процент на почетокот на тргувањето утрово. Еден ден откако индустријскиот просек на Dow Jones во Њујорк во еден момент загуби речиси 1000 поени. Најголем пат во еден ден од 1987. Пазарот потоа се опорави и заврши со минус од 3%. Дел од аналитичарите сметаат дека грчката криза дури би можела да го запре глобалниот економски опоравок. Еве што велат стручњаците од оваа страна на Атлантикот. Четвртокот не беше ден за оние со слабо срце. Нешто пред 3 попладне њујоршко време индустријскиот просек на Dow Jones падна за речиси 1000 поени, изненадувајќи многумина трговци со акции. Неизвестноста околу финансиската криза во Грција, според многумина аналитичари, беше главен фактор. Дали проблемот на Атина со задолженоста има потенцијал да ја дестабилизира Европа? Професорот по историја и меѓународни односи Клаус Ларес вели да, и тоа со домино ефект. Во основа има сериозна економска криза во рамки на Европската Унија и нема да биде потребно долго време за да го запати остатокот од светот. Загриженоста дека огромниот пакет за спас на Грција нема да остави доволно за другите земји на кои можеби ќе им треба помош, веќе ги потресе берзите од Њујорк до Пекинг. Но финансискиот експерт, соработник на ТВ мрежата ABC, вели и други фактори придонеле за вчерашниот пад на Dow Jones. Пат од 1000 поени е голем. Најголем дел се должи на загриженоста поради помошта за Грција, но на Wall Street се зборува и дека некој направил грешка во тргувањето со акциите на Procter & Gamble. Дел од инвеститорите на Procter & Gamble сметаат дека наглиот пад бил компјутерска грешка во софтверот за следење на цените на акциите. Американската економија создаде 290.000 работни места во април, најголем месечен износ во последните 4 години. Одделот за труд петокот сепак јави дека стапката на невработеност се зголемила за 0,2% и сега изнесува 9,9%. Најмногу работни места се отворени во производниот сектор и градежништвото. Ова е 4ти месец поред да расте бројот на нови работни места, што представува голема промена во однос на стотиците илјади работни места загубени секој месец за време на финансиската криза. Американскиот сенат гласаше против раситнување на 6 најголеми банки во земјата. Едно од нештата што треба да се расчистат во расправата пред телото да гласа за законот за корените финансиски реформи. Демократите и републиканците ги здружија силите во отфрлање на амандманот, со кој би се ограничил обемот на капитал и депозити на банките. Сенаторите истовремено го одобрија и предлогот за формирање на нова агенција за заштита на потрошувачите. Во Мексиканскиот залив трае трката со времето за спасување на флората и фауната, додека големото нафтено излевање и натаму се шири. British Petroleum веќе го спушти огромниот поклопец, специјално направен за да го сопре излевањето на 1,5 километри длабочина по експлозијата на нафтената платформа на оваа компанија. Портпаровот на компанијата изјави дека нема гаранција дека поклопецот ќе функционира. Магијата подобра од соколите. Орландо го победи гостинот Атланта со 112-98 и поведе со 2-0 во полуфиналето од плейоф на преварите во источната конференција во NBA. Кај Орландо непрецизни беа Двајт Хауард со 29 поени и 17 скокови, додека соиграчот Винс Картер постигна 20 од своите 24 поени во втората четвртина. Ал Хорфорд беше најдобар кај гостите со 24 поени. Следниот меч се игра во Атланта.
Знаењето на бебињата ги фасцинира лекарите, научниците, родителите. Со помош на современа технологија што мери мозочни бранови и други индикатори, истражувачите дошле до сознание дека бебињата знаат многу повеќе отколку што предпоставуваме. Научниците од Универзитетот Нортвестерн утврдиле дека многу порано пред да почнат да зборуваат, бебињата распознаваат зборови и можат да ги поврзат со предмети. Ова и други истражувања потенцираат користа од комуницирањето на родителите со децата. One day when exploring, what do you think he'd see? What do you think? Ковингтон Кембел почнала да зборува со своето бебе Фин уште пред да се роди. Porcupine fish. See the fish? Истражувачите сметаат дека бебињата почнуваат да развиваат јазични способности уште додека се во утробата. Специјалистот за детски развој Џуди Монгомери вели: Родителите, медицинските сестри, членови на семејството се првите кои го представуваат вокабуларот. Колку повеќе зборови ќе слушнат децата, толку повеќе се зголемува нивниот вокабулар. Но професорот Кейти Хирш Пасик од Универзитетот Темпл во Филаделфија предупредува бебињата да не се оставаат пред телевизорите. Децата имаат потреба од интеракција. Ние тоа го нарекуваме реципроцитет. Кембел сака да му пее на своето бебе. Се смее кога му пееме. Дефинитивно реагира и делува посмирено. Во понеделник во News Flash во Соединетите Американски држави се повеќе расте сознанието дека проблемот со трговија со луѓе не е нешто од далечните краишта на светот, туку дека се случува тука за сопствениот агол. Гледате во понеделник. Во понеделник во News Flash. Трговијата со луѓе во САД сериозен проблем. Лица од Јужна Америка и Азија жртви на принудна работа, проституција, тврдат граѓански здруженија. Ова беа вестите денеска, го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер.